Добар ден, почнува првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Еве дел од содржините во Дневникот. Македонија нема да дозволи да има премиер кој ќе бара од граѓаните да ја свиткаат кичмата, порача премиерот Никола Груевски на вчерашниот масовен народен собир, на кој се потврди довербата која владата ја има кај народот. Започнаа градежни работи за реконструкција на трговскиот центар во Штип. Локалната самоуправа се вклучи како медијатор меѓу сопствениците на објектот, за чија реконструкција се изготвени 2 градежни одобренија. Истокот е погоден за развој на производството на органска храна. Расте интересот за ова земјоделие во Пијанечко. До крајот на мај трае аплицирањето за субвенции на овој вид производство. Не само што Заев никогаш нема да биде премиер, тој нема да биде ниту градоначалник на Струмица. Македонија нема да дозволи да има премиер кој ќе бара од граѓаните да ја свиткаат кичмата, порача премиерот Никола Груевски на вчерашниот масовен народен собир, кој потврди довербата која ја има кај народот и легитимноста која ВМРО ДПМН ја има како партија која победува на избори во последните 9 години. Како одговорна власт работиме на надминувањето на наметнатата криза од која Македонија ќе излезе посилна. Ова меѓу другото беше кажано на вчерашниот народен собир со мотото Македонија силна. И нема да дозволиме нашиот народ до таа мера да се закрви, да меѓу себе се пресметува. Ова е нечисна игра кон Македонија. Затоа ќе ја добиеме оваа битка. Нивниот експонент и инструмент кој видовме како Струмица си ја направил свој пашалак, своја приватна фирма, своја крава мозница, кој покрај редовните ниски даноци си вовел собствени лични даноци за свое лично богатење, нема да ја оствари својата цел. Овој човек не само што нема да биде премиер, тој веќе никогаш нема да ја добие довербата на струмичани да биде нивни градоначалник. Поминаа неговите 5 минути. И во Струмица, и во Македонија. Никогаш нема Македонија да дозволи да и се случи Заев. Македонија никогаш нема да дозволи да и се случи да ја води човек кој гордо испраќа СМС пораки кај председателите на други политички партии, во кои соопштува дека не граѓаните на Македонија, туку некои однадвор ќе го додел на власт и ќе го направил премиер. И не се срами од тоа. И не го негираше тоа. Македонија. Продолжуваме со актуелните случувања на истокот. Штипскиот градски трговски центар е еден од најградите трговски објекти во регионот. Забод на времето и последното опожарување само ја влоши кондицијата на најфреквентниот трговски простор во градот. Конечно започнаа активностите за обнова на овој објект. Започнаа градежните активности со кои руинираниот трговски центар во Штип ќе добие нов модерен лик. За постоечкиот објект трговски центар, постапката за одобрение за градба одеше во 2 фази, со тоа што со имотен лист на приватизирано земјиште собственост се појавија 75% од собствениците на постоечкиот објект трговски центар, со тоа што се издаде фазна градба. Првата фаза е надградба на постоечката тераса, што се гледа на кај реката Отиња, а втората фаза е фазната градба во холот на трговскиот центар. Имаме ги сите документи приложени во постапката за дозвола за право на собственост и одржување на холот, кој што сега е, треба да признаеме сите дека е во лоша состојба и е со тезги, нехигиенски и неестетски. Во холот треба да биде конструкцијата лесна, согласно проектот кој што е ревидиран од лиценцирани фирми, треба да биде лесна челична конструкција со стаклени елементи, ќе биде осветлено, ќе се користи осветлувањето од постоечката шед конструкција од кровот, ќе бидат пристапни само патеки, така да целиот тој воздушен простор ќе биде согласно проектната документација естетски среден. Вкупно нета површина на првиот кат 378 квадрата, а на приземјето 336 квадрата.
Штипјани задоволни од почетокот на работите, велат дека конечно повеќе годишното ругло во центарот на градот ќе залечи на европска метропола. Да се среди на европски начин, не така да биде како што е било до сега. Ја мислам дека ќе биде поубаво. Кој е средено поубаво, нормално. Реконструкцијата на трговскиот центар е на иницијатива на градоначалникот и дел од собствениците. На нивно барање општината ја изготви потребната документација за надзорот планот, за овој дел од градот да добија убав изглед. Трговскиот центар е собственици се многу фирми, многу собственици. Некои имаат поголем, некои имаат помал дел и многу беше тешко да се договорат меѓу себе што да се гради и како да се гради. Општината, бидејќи е засегната од овој проблем, имавме многу и пријави за нехигиената и за извор на зарази во тој дел, градоначалникот се вклучи во целост за да биде како еден медијатор меѓу собствениците на трговскиот центар, за да може да воспостави еден контакт меѓу нив, да се договорат за да може да се отпочне со реконструкција, реновирање и да се веќе избрише оваа црна дамка од градот. Поднесува два проекти, едните собственици за едниот дел, другите за другиот дел, односно централниот дел на трговскиот центар. И така кај нас добија и две градежни одобренија во оделението за урбанизам. Проектите беа проследени дека се во склад со сите планерски и проектански норми, понатаму се е во рацете на самите инвеститори. За почеток нов лик ќе добие делот од кај коритото на река Отиња, а потоа ќе продолжи да се работи и во внатрешноста. Источниот регион е погоден за производство на органска храна. Пијанечкиот регион е познат по модрата слива, гравот и чистиот мед, кои доколку се сертифицираат како органска храна, ќе бидат поисплатливи за производство. Во источниот регион, особено во Пијанечко, се зголемува бројот на земјоделците за органско производство. Овој регион е погоден за производство на органска храна, а исто така и со новите мерки за 50% повисоки субвенции за производителите на органска храна се јавуваат уште поголеми поволности, кај земјоделците да поминат од конвенционално во органско производство, тврдат од Федерацијата на органски производители. Еве и луѓето кои полека имаат се поголемо искуство во органско производство, стануваат на некои начини како советници кои знаат како да може да му пренесат и на другите земјоделци како овој тип на производство да го остварат. Морам да споменам дека еве до 31 мај е сега и пријавувањето за органски производители, односно за субвенции, а во делот на пријавувањето тие што ќе преминат во органски производители треба да го чекираат и делот за органски производители. Делчевско е познато по производството на модрата слива, гравот, чистиот мед, кој доколку е сертифицирано, инвестицијата ќе биде уште поголема, велат експертите. Станува збор од семе до џубрива, до пестициди, до заштита на животна средина и така натаму. Пазарот на органски производи се размрда еве во главниот град во Скопје, кај што е главната потрошувачка маса. Веќе се барат органски производи и постојано има отворени понуди до земјоделците да се пријавуваат тие што произведуваат за да може таа роба да стигне до потрошувачите. Органското производство е одличен семеен бизнис, чии производи се повеќе се бараат на пазарот. Еве на пазарот се појавуваат и фирми кои почнуваат со откуп на такви органски производи и како една голема сигурност за сите производители на органски производи, можам да ги охрабрам дека навистина сите производи кои тие ќе ги произведат како органски ќе бидат потрошени, продадени, откупени, преработени на нашиот пазар. Федерацијата на органски производители има 9 здруженија со околу 1000 органски производители кои активно работат. Најмногу произведуваат овошје, чаеви, сточарски производи, печурки и приработки од овошје и зеленчук. Производството под пластеници станува избор на се повеќе лица кои не се професионални земјоделци, туку се одлучуваат на овој вид производство заради екзистенција. Следи пример на фамилиарен бизнис со развојна компонента. Пластеничкото производство во Штипско е во експанзија.
Нови пластеници подигаат невработени, порано вработени и лица кои пресметале дека само со работа, а не со чекање некаква помош, може да се обезбеди екзистенција. Семејството на Ванчо Коцев пред неколку години започна со производство на јагоди, а од неодамна површините ги надополни со домати и краставици. Прво започнаме со јагоди пред 6 години, сега смениме оваа година, пошто временскиот период секоја година иста култура мораше да се смениме со патлиџан, па ќе видиме што ќе кажат резултатите на крај. Резултатите во ова производство многу зависат од примената на сите агротехнички мерки, но и од квалитетот на семенскиот материјал, вели Коцев. Скапа инвестиција ли? Скапа инвестиција во секапка систем, како што гледате, прилично скапа инвестиција. Треба да се вложи најнапред да се вложи, па после да се очекува да се собират пари, да знаеш кога ги имаш, кога ги вложиш едно, а да ги собираш постепено е многу потешко. Што ќе кажете на оние што се уште се двомат дали да почнат вакво производство? Па не знам што да ти кажам, али знам со сигурност дека без работа нема ништо. А дали ќе почнат, тоа е личен избор, никој на никого не може да каже нешто. Тоа си е сопствена воља. Ова е семеен бизнис на коциви во кој се вклучени сите членови на семејството. Тие обработуваат над 5 декари, од кои 2 се под пластеници, а останатите под отворено. Задоволни се од пласманот, но сметаат дека со дополнителна помош од државата уште повеќе ќе се зголемат површините, со што ќе се намалува и бројот на невработените. СВР Штип расветли 8 тешки и дрски кражби. Двајца сторители во текот на мај на суми на Штипјани им одзеле мобилни телефони и паричници. Сторителите се во притвор, а дел од пленот е вратен на собствениците. СВР Штип покрена кривична пријава против раководител на јавното претпријатие Брегалница Дилчево. Секторот за внатрешни работи Штип поднесе кривична пријава против ГГ, 62 годишен од Делчево, раководител во одделение за општи правни и финансиски работи во јавно претпријатие Брегалница Делчево, поради постоење основи на сомнение дека сторил кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување. Покрај ова дело, секторот за внатрешни работи Штип расветли и други 8 кривични дела тешка кражба. Секторот за внатрешни работи Штип по преземените мерки и активности расветли 8 кривични дела тешка кражба на дрзок начин, извршени во месец мај годинава на подрачјето на општина Штип, каде што на 8 штипјани од страна на 2 лица на возраст од 26 и 27 години од Штип, насилно и на особено дрзок начин им биле одземени мобилни телефони и паричници. Од страна на полицијата, лицата се лишени од слобода и од истите со потврди се одземени дел од предметите и вратени на оштетените лица. Покрај СВР Штип и полициската станица од Пробишти поднесе кривична пријава против БЈ, 61 годишен управител во Друштво за производство и трговија Кикидам Доел Злетово, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на постапка за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство. За поврзаноста на религијата и уметноста, за влијанијата кои религијата ги постигнала во уметноста, денес пред студентите на УГД предавање имаше професор од Универзитетот Ванкувер, Канада. Се осврна и на проблемите со верското неединство и нетолеранција. Факултетот за образовни науки при УГД и Балканскиот институт за вера и култура денес организираа предавање и проекција на филм од професор доктор Јоан Расел Џонс од Универзитетот во Ванкувер. Приказната всушност за односот меѓу религијата и уметноста е многу долга. Всушност ако ги погледнеме уметноста која се наоѓа во оние пештерите пред многу илјадници години, основата на тие уметнички слики таму е религиозна. Всушност сликите што ги гледаме таму, особено на животни кои се нацртани по пештерите и оние раце, остатоци од дланки кои се оставени врз нив, а научниците кои се до тоа го проучуваат, всушност донеле заклучок дека тоа е поврзано со религијата. И има нешто во духот на човештвото што цело време се обидува да поставува прашање. Љубопитни сме и во овој контекст јас верувам дека тоа е основата на оваа пештерска уметност, а зад сето тоа постои прашањето за религијата. Гостинот се осврна и на актуелни прашања поврзани со христијанската вера и религија воопшто, односно кое е неговото мислење кога станува збор за обединување на католиците и православните. Знам од библиското сведоштво дека прашањето за секој христијанин без разлика од која конфесија и деноминација доаѓа, а прашањето на единството е едно од најважните прашања. И Исусовата молитва
всушност последната молитва пред да биде распнат и да почине на крст беше молитва за сите христијани да бидат обединети како еден. Значи молитвата кон Бог што тој упатува тогаш е вели да бидат оче едно, така што да светот може да им поверува дека ти ме праќаш мене. Така што расколот меѓу христијаните е секогаш скандал. Предавањето и филмот беа на тема Американскиот пророк, наследството и предизвикот на Мартин Лутер Кинг помладиот. Општина Делчево го има најдобриот математичар во Македонија. Кристина Петровиќ, како дел од Основното училиште Свети Климент Охридски, втора година поред ќе биде дел од Македонската математичка олимпијада, а со 100% стипендија ќе има право на избор да се школува во престижната гимназија Јахја Кемал. Општина Делчево и годинава го има најдобриот математичар во Република Македонија. Како најдобра на државниот натпревар по математика ученичката Кристина Петровиќ, која е дел од Општинското основно училиште Свети Климент Охридски, годинава покрај правото да учествува на математичката олимпијада, се здоби со 100% стипендија за продолжување на своето образование во престижната гимназија Јахја Кемал во Скопје. Јас сум Петровиќ Кристина и ова година на државниот натпревар по математика го освоив првото место и првата награда. А на државниот натпревар по физика го освоив второто место. Освоив прво место 100% стипендија на коледжот Јахја Кемал во Скопје. Освен успехот по математика, Општинското основно училиште Свети Климент Охридски во месецот на завршените државни надпревари постигна завидни резултати во останатите области, особено во природните науки. Учествува учениците Кристина Петровиќ од 9 оделение која освои првата награда, од 8 оделение Никола Орлов кој го освои втората награда, Валерија Илиевска која освои третата награда и Милена Начевска од 7 оделение која освои третата награда. Исто така ние учествувавме и на државниот натпревар по физика кој се одржа на 16 мај во Скопје. Таму јас го освоив второто место. Валерија Илиевска, Никола Орлов го освоија по фауница. Задачите беа тешки. Благодарност до нашата менторка Наташа Ивановска. Како ученичка во 6-то оделение го освоив третото место, исто така и ученичката Ангела Стојковска од 7-то оделение го освои третото место. Ги освоија сите ученици и од биологија и од математика и од физика се закитија со првите 3 места. Јас сакам искрена благодарност да изразам до сите колеги кои што напорно работеа за да ги постигнат овие резултати. Инаку Македонската математичка олимпијада за ученици до 15,5 години ќе се одржи на 6 јуни оваа година со дополнително утврдена локација на одржување на надпреварот која што ќе биде соопштена од страна на Сојузот на математичари на Македонија. Следниот прилог е посветен на градскиот часовник во Кочани. Символот на градот долго време го мери времето од 20-тите години на минатиот век, десетина месеци сепак стои во место. Дефектот наскоро треба да го санира стручна екипа од странство. Со изградбата на камбанаријата во дворот на црквата Свети Великомачено и Ѓорги во Кочани во 20-тите години на минатиот век започна да работи и градскиот часовник кој во годините минати го мереше и покажуваше времето на кочанчани. Часовникот поминал и војни и други премрежја. Неколку пати поради дефект не работел, но секогаш се наоѓало и време и пари, истиот да се поправи и да работи. Долги години градскиот часовник во Кочани го одржуваше Чичко Перо, син на Динов, кој иако во доцни години му ја знаеше душата на часовникот, неговите механизми, тактот на секундите, минутите, часовите. По неговата смрт часовникот повремено работи со мали прекини за да последни 90 на месеци поради дефект не го покажуваше времето за кочанчани. Бидејќи градскиот саат и камбанаријата се наоѓаат во дворот на Кочанската црква, одговор побаравме од надлежните свештеници. Ни беше кажано дека градскиот саат е во надлежност на општината и дека таа треба да го поправи. Како што имате приметено и многумина од граѓаните на општина во градот Кочани имаат приметено дека градскиот часовник моментално не работи. Добиваме и поплаки од граѓаните. Правевме молби бидејќи часовникот е спаѓа под надлежност на општината. А пред некој време се обративме, го известивме градоначалникот за овој проблем. Тој рече дека ќе излезе во пресрет и беа дошли екипи од Македонија, но не беа спремни да го поправат дефектот. Сега, како што имам сознание, ќе дојде некој тим од странство кој што ќе проба да го поправи дефектот, додека тие не успеат да го поправат, најверојатно ќе биде набавен нов часовник, но сето тоа останува
да се реши со времето и се надеваме дека во догледно и најбрзо време ќе биде тој проблем саниран или на задоволство како на нас во црквата, така и на сите граѓани во Кочани. Останува на потек локалната самоуправа која ќе треба час поскоро да го поправи градскиот часовник кој на кочанчани им е повеќе од потребен. Ги потсетува на времето во текот на денот и ноќта. Со попладневна богослужба утре започнува одбележувањето на православниот христијански празник Богојавление или кај народот познат како Спасовден. Со овој празник кој се слави 6 недели по Великден, поврзани се повеќе верувања кои траат до денешен ден. Празникот Вознесение Христово, кој се одбележува 6 недели после Великден во Штип, ќе биде одбележан со богослужби во црквата Свети Спас во Ново село во среда и четврток. Богослужбата во црквичката што се наоѓа во Ново село, од левата страна од бензинската пумпа, одејќи натаму, ќе има вечерна богослужба со почеток во 17 часот, а утринската богослужба и света литургија ќе започнат во 8 часот. Непишано правило за секој христијански празник е после литургијата од страна на црквата да се дели храна на присутните за подкрепа. Секаде, мене живите, на мртвите не треба храна, нас живите не треба храна. Секојаш во манастирите, во црквите, после литургијата се дава и храна за луѓето да се подкрепат, бидејќи треба да дојдат на црква гладни. Според традицијата, утре вечер штипјанки раздаваат погачи и граф подготвен во домашни услови за здравје и среќа на нивните семејства. Сите верници се замиваат од светата вода пред самиот влез во црквата. Луѓето кои што го посетуваат храмот вообичаено си носат погача за здравје. Во црквичката пред самата порта има едно садче во кое што се наоѓа вода. Често пати луѓето се замиваат од таа вода, верувајќи дека на тој начин ќе имаат подобрување на видот или едноставно се замиваат луѓето за да имаат здравје. Освен ова, етнологот Иванова истакнува уште еден обичај, а тоа е врзување на црвен конец околу црквата. Еве зошто. Врзувањето на црвени конци околу црквата, 3 пати околу црквата, конците преноќеваат, а наредниот ден се одмотуваат и од нив се плете пояс. Поясот го носат оние жени кои што не можат да забремнат. Тоа е еден магиски елемент или едно верување кај народот дека самиот празник, самиот светител ќе им помогне да останат бремени. Како и да е, на Богојавление во среда навечер и цел ден четврток масовно се посетува црквата Свети Спас во Ново село. На овој празник голем број околни села како во Црвулево, Танатарци и Горни Балван имаат селски слави. Најмалку 52 лица загинаа, 27 се повредени во лизгање на земјиште кое започна по обилните врнежи во северозападниот дел на Колумбија. Постојат стравување дека бројот на жртвите може да се зголеми, поради тоа што некои семејства се водат за исчезнати. 9 руски и кинески воени бродови во водите на Средоземното море ја започна активната фаза од заедничките воени вежби поморска соработка 2015. Станува збор за прва воена вежба на двете суперсили во областа на Средоземјето, а се одвиваат во времето на засилени тензии помеѓу Русија и Западот во врска со украинската криза. 2 лица починаа, повеќе од 480 се хоспитализирани во Јапонија во периодот од 11 до 17 мај поради топлотен удар, соопшти противпожарната дирекција на земјата, која ја извршува и функцијата на Министерството за вонредни состојби. Во Тирана денеска почнува дводневна средба на министрите за внатрешни работи од Западен Балкан, на која ќе дискутираат за тероризмот, соработката за негово спречување, како и за други безбедносни прашања. Афганистанскиот суд осуди 11 полицајци на 1 година затвор затоа што не успеале да го спречат убиството на една жена во Кабул. Толпата ја претепа девојката до смрт, поради тоа што наводно го запалила Куранот. Нејзиното убиство предизвика протести низ земјата и привлече меѓународно внимание. Штип ќе биде домаќин на 23-тото државно првенство во пинг-понг, што ќе се одржи овој викенд во спортскиот центар Јордан Мјалков во Штип. Првенството ќе се одржи во организација на Пинг-понгарската федерација на Македонија и Пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев од Штип.
Како што кажавте, во сабота и недела 23 и 24 мај во организација на пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев при Универзитетот Гоце Делчев ќе се одржи 23-тото државно сениорско првенство поединечно за сениори и сениорки. На овој турнир ќе учествуваат преку 80 надпреварувачи во машка и во женска конкуренција од 25 екипи од нашата држава. Надпреварите ќе започнуваат во сабота со почеток во 10:30 во спортската сала Јордан Мијалков, додека пак во недела се полуфиналните и финалните надпревари, кои што исто така ќе се одржат во оваа сала Јордан Мијалков со почеток во 10 часот и 30 минути. Од пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев од Штип ќе учествуваат 4 надпреварувачи. Нова 23-то државно првенство учество ќе земат 25 екипи од цела држава, односно 80 надпреварувачи. Заврши дневникот во 16 часот и 30 минути. Се гледаме повторно во 20 часот. До тогаш информирајте се на нашиот веб портал kanalplus.mk. Пријатно попладне.